Чакам малце. Во моментот сме во живот. Добро вечер на сите гледачи, поддржувачи на твоја партија и политички опоненти што во голема мера го гледаат овој подкаст. Најпрво би сакал да ја прославам првата голема победа на твоја партија во лобирањето и протестот за законот за финансирање на политички партии. Како што веќе знаете, парите од граѓаните, односно од даночните обврзници, ќе бидат пренасочени во борба за COVID-19 и Министерството за здравство наместо во политичките партии. Твоја партија, уште на основачко собрание, го наметна ова прашање и оваа политика и 8 месеци не престанавме да зборуваме за 4,5 милиона евра што партиите се ги делат меѓу себе. Скептиците веќе кажаа дека тоа е некоја си стратегија на СДСМ за да ги казнат помалите партии, затоа што тие пари за нивната кампања се круцијални, дека на нив не им значеле ништо. Јас за тоа не сакам да верувам, затоа што ние како политичка партија докажавме дека политичка партија може да се направи и со ентузијасти, политичка идеологија и професионалност. Нас не ни требаа пари за штабови, за митинзи и за сендвичи, а сепак издействувавме да направиме еден позитивен процес во државата и чекор. Скептиците нека си мислат што сакат, владата нека ги слуша нашите предлози. Во една преписка со истакнат член на Левица ми кажа дека сите тие пари што ги земале од законот за партии ги пренасочиле во отварање штабови и најверојатно во секој град и за бесплатна помош на граѓаните. Сега како може да е бесплатно кога на нас како граѓани на Македонија тоа не кошта 100.000 евра годишно, пошто толку зема Левица од законот за партии. Значи бесплатни не се, туку се точно дефинирана бројка и точно дефинирани пари. На прашањето на колку луѓе помогнале, добив одговор на голем број. Значи кога политичар сака да ја забошоти бројката или да ја скрие или пак не ја знае, употребува најразлични флоскули, фрази, но бројката никогаш нема да ја каже. Тие велат илјадници, десетици, стотици, голем број, мал број и се тоа релативни бројки. Нема екзактност во нив. И може да се интерпретираат најразлично. Например, ако зборуваме за коли, тогаш 7 е голем број. И може да кажеш, јас имам 7 коли. А ако збориме за 7 луѓе дека си помогнал за 100.000 евра годишно, тогаш тоа не е голем број, тоа е мал број. Јас сум Виктор Стевич, член на твоја партија. А вечерва ќе разговараме на темата нема одговорни граѓани без одговорни политичари. А со мене е неуморливиот борец за човекови права, граѓански права, правда и демократија. Ако се следи кариерата на професорката Мирјана Најчевска, ќе приметите една константа. Во секој еден момент од нашата држава, таа била од правдолюбивата страна. И на вистина им е трн на око, во око, на сите партиски послушници од сите политички субјекти, без разлика дали се тоа од левата или десната провиненција. Секогаш е остра и секогаш правена. Многумина ја перцепираат со троглава ламја што блуе оган, а мојата перцепција е неуморен борец за правда и човекови слободи. Вечерва ќе имате шанса да ја поставите прашање во врска со темата, а Мирјана Најчевска ќе ви одговара. Добро вечер, професорке. Да почнеме со првата прашање. Добро вечер и мене многу ми се допаѓа тоа кога ме перцепираат како ламја и слично, меѓутоа има еден специфичен проблем кој што е поврзан со она што се нарекува континуирано присуство на патриархалниот момент во нашето битисување и дури и во ова идентификување како ламја се појавува тоа. Имено во македонската митологија има две такви чудовишта, а тоа е ламја и змеј. Ламјата е лоша, ламјата е подмолна, ламјата е секогаш лута и да е секогаш женско. Змејот е оној добриот, змејот е заштитникот на селата, на жетвата и слично, и секогаш е машко, па дури му даваат и некои сексуални прерогативи, имено сите женски многу го сакале и сето тоа. Така што ја
мислам дека треба малку да го смениме, да ја смениме оваа патриархална перцепција и да почнеме изнад змеот да му даваме некои женски прерогативи, односно и жените да можат да бидат змејови, а ја во нашава политичка сцена гледам многу мажи кои што се баш ламји, карактеристиките кои што ни ги дава нашата митологија. Точно така. Сега, ако може да преминеме со првото прашање. Многу често се спомнува во последниве неколку месеци во скоро сите политички субјекти одговорност. Тие како после 28 години да научија дека треба да стават одговорност во нивната програма и дека политичарите и функционерите треба да бидат одговорни за своите постапки. Јас лично не им верувам, затоа што, пак ќе кажам, тоа мислам дека се флоскули на политичарите. Како твоја партија ќе се справува со одговорност и кои се плановите на твоја партија за да се справи со одговорност на функционерите? Има така некои институти, некои вредности, некои принципи кои што представуваат суштински дел од градењето на демократската држава во која што владее правото и кои што партиите ги потфаќаат од време на време. И во изминатите 30 години партиите постепено успеа поимот одговорност да го обесмислат, да го извитоперат до непрепознатливост и да го претворат во некој лажњак. Значи, како децата кога седат и кога прават колачиња од кал, така и нашите политички партии на одговорноста да ја претвораат во едно такво колаче од кал, кое што потоа го нудат на граѓаните како вистинско колаче. И не само што очекуваат граѓаните да го прифатат како вистинско колаче, туку уште и да ги пофалат. И во моментот кога граѓанинот ќе загризи во колачето и ќе почне да му пцка песокот, викаат, не бре, не е тоа песок, тоа е гријаш, тоа е дел од колачето. И навистина е многу неблагодарно да почне човек со одговорноста и да ја стави одговорноста во она што представуваат основни постулати за кои што ќе се бори една политичка партија и твоја партија сепак реши да се впушти во оваа невозможна мисија и да се обиде да ја врати содржината на одговорноста и мислам дека тоа потпаѓа под она наша флоскула која што извадивме дека не сме со сите. Така. Да. Само што не се со сите можат да влезат во тоа. Меѓутоа, ја навистина би сакала да ја отвориме таа тема, да видиме што е она што во моментов постои во нашата држава, што се подразбира под одговорност и што е она што твоја партија мисли дека може да го направи во оваа област. Добро, вие мислам дека имавте и некаква презентација и долго време говорите за одговорност на политичарите. Ќе може ли да видиме одлично? Да, и тоа баш тоа тргнуваме од таа една интересна поставка дека не може да има одговорни граѓани без одговорни функционери. Да не заборавиме, значи еден функционер, еден политичар е одговорен тогаш кога делува во јавен интерес. Значи во моментот кога некој политичар или функционер ќе го фатиме дека делува во свој интерес, во собствен интерес, тогаш веќе станува проблематично од аспект на одговорноста. Поднесува извештаи за оствареното, кое што многу ретко кај нас се случува, ги сноси последиците како за она што не го направил, така и за се она што пропуштил или кое што не го направил како што треба. Казнете за прекршување на законите или за нанесената штета на граѓаните, тоа е еден од елементите за кои што посебно може да се разговара и нешто што е потполно заборавено кај нас, односно не постои во свеста на нашите политичари и функционери, тоа е дека ја превзема или ја
споделува одговорноста на тимот со кој раководи. Значи, раководителот е одговорен како за изборот својот тим, така за поделбата на задачите и уште повеќе за резултатите кои што тој тим би требало да ги направи. Одговорноста би требало да биде за политичарите и за високите функционери, дисциплинска и прекршочна, и кривична, и морална, и политичка, и работна, односно функционална, што се поврзува со онаа одговорност за работењето на тимот. Политичката одговорност во светот значи дека кога некој функционер или политичар ќе направи прекршување на законот, ќе направи грешка, тој станува политички мртов. Не може одново да се појавува на политичката сцена и попред тоа што направил грешки за кои што не одговорил или грешки за кои што излегол само и се извинил. Што велат кај нас чајно политичарите и мислам дека нашите граѓани ќе ги препознаат сите овие изрази. Прво, и еден од најотворните изрази кој што најчесто се слуша од нашите политичари е најодговорно тврдо. Неверојатно лесно го кажуваат тоа. Заради тоа што едноставно ова тврдење нема никаква содржина, не стои никаква вистинска санкција. Извлечена е содржината од поимот на одговорност и затоа ако ќе кажат најодговорно тврдам, тоа е само како дел од некоја мантра, како дел од некоја песничка. Или стојам одговорно пред граѓаните. Е втората фраза која што ја кажуваат. Или бите изготвил кршејќи закон ќе одговара. Ова се се цитати нашите политичари, Мицковски, Гаев, Груевски, секој кој што дошол на некоја висока функција во одреден момент ги изговара на овој или оној начин. Или ако некој се огрешил пред законот, ќе одговара. Многу често, ако треба одговорност има ова, ако треба посебно му се допига, одговорност треба да има дури и во пари. Ова исто така е нешто вајда многу страшно и нема писмо од одговорност. Значи, верувам дека сите кои што не гледаат и препознаваат овие фрази и одговорност мора да има, се разбира. Во актуелниот момент ситуацијата е вака. Секогаш одговорност на страна на граѓаните, многу или скоро никогаш одговорноста не е на страна на функционерите. Што се случува? Може и ова да го видите и во секојдневните односи и во она што прострујува во медиумите, меѓутоа и меѓу самите граѓани. Мене дури никогаш ми личи ова како нашите граѓани да се дел од некој голем стокхолмски синдром и сами на себе ја превземаат целокупната одговорност. Според власта, меѓутоа многу често и според самите граѓани, например, граѓаните се одговорни за загревањето. Не е одговорна власта заради тоа што се уште имаме термоцентрали, не е одговорна власта заради тоа што касниме со употребата на сончевата енергија, на ветерот и слично. Не е одговорна власта заради тоа што се увезува ѓубре, спремали ѓубре, нема соодветно чување на сметот и слично. За се одговорни граѓани. Граѓаните се одговорни за ширењето на короната. Не е крива власта заради тоа што не наш одветен начин, соодветни мерки и слично. Граѓаните се тие кои што се криви. Добро, како граѓаните да станат похрабри и да ја бараат одговорноста од властите? Затоа што јас во сега гледам дека граѓаните како да се плашат од власта и не бараат никаква одговорност и ниеден до сега политичар од првиот ешалон од власта не е осуден. Мислам, може и да е осуден, но не била санкционирана казна. Никогаш не отишол во затвор. Граѓаните не само што не бараат одговорност од граѓани, од високите функционери, од политичарите, туку она што го велам, тие ја превземаат одговорноста на себе, односно прифаќаат. Ќе излези министерот за здравство и вика: ние направивме се, вие граѓаните сте криви заради тоа што се шири
коронавирусот. Или ќе изрезе министерот за животна средина и ќе каже ние направивме се, граѓаните се криви заради тоа што е загаден воздух. Зашто одговорите до сега функционерите во Македонија? Така? Да. И тоа кога го кажуваат, го кажуваат со тоа со фразата најодговорно тврдам. И после кажу, граѓаните се криви. Не одговарал, никој не одговарал за говор на омраза, за поттикнување на луѓето на говор на омраза, за поттикнување на непријателство врз етничка, верска или било која друга припадност. Не одговорал ниту еден политичар или функционер за заплашување на граѓаните преку говор на омраза, да речеме, имаме ситуации кога ни убедуваат дека 300.000 бегалци седат на границата и дека ќе бидат населени во Македонија, дека веќе се градат училишта за нив и слично. Не се случи ништо од тоа, меѓутоа никој од тие кои што го тврдеа, кои што зборуваа за тоа, не одговараше. Никој не одговарал за проневери, никој не одговара за неисполнети ветувања, никој не одговараше за непотизам. Имавме случаи кога ги открија политичари, пратеници, високи функционери кои што ги запослиле своји блиски во разни јавни предпријатија, во високи надзорни одбори, управни одбори и слично. И што се случи на крај, ги повлекоа и кажаа дека тоа е нешто многу доблесно заради тоа што тие луѓе се откажале од заслуженото работно место, меѓутоа никој од нив не одговараше што воопшто дошло до таква ситуација. Ниеден политичар до сега не е одговарал вистински за злоупотреба на државните пари, за кршење на човековите права, за лажење. Значи, например, само еден мал пример што се случува со неодговорноста во нашата држава. Имаме ние Републички завод за ревизија. И тој Републички завод за ревизија е една многу сериозна институција која што се прави ревизорски посети, анализи, извештаи и што утврдила во 2019 година, што наназад се влечи во сите години. Утврдиле дека во јавните предпријатија во 67% од случаите нема усогласеност на работењето во јавните предпријатија со закон. Во 67% од случаите. Во 58% од јавните предпријатија дале негативно мислење за финансиските извештаи. Тоа значи дека ако се погледнат процентите и ако се погледне извештајот на Републичкиот ревизор, ќе се види дека ниту едно јавно предпријатие, апсолутно ниту едно јавно предпријатие не добило позитивен извештај. Било не постои усогласеност со законите или нема соодветни финансиски извештаи за работењето. Истото тоа се случува со големите политички партии. Значи, според ревизорските извештаи за партиите, вика изразено е мислење со резерва за вистинитост и објективноста на финансиските извештаи. Тоа е за СДСМ. Истата фраза е употребена за ВМРО ДПМН. Истата фраза потполно е употребена за ДУИ. Значи, ниту една од политичките партии во она што представува известување за работењето на политичката партија не го помнала текстот на републичкиот на државниот ревизор. Што се случило после тоа? Што направиле функционерите кои ги добиле овие негативни извештаи? Оние што викаат како беше најодговорно тврдам или ако се докаже мојата вина ќе одговарам и слично. 42% воопшто не одговарале на ревизорот, го избришале, двојка му дале, како да не постои ревизорскиот извештај. 86% воопшто не ги прифатиле на насоките од ревизорот. Значи, поведена е една постапка.
врз основа на ревизорски извештај. Секогаш кога постои негативен ревизорски извештај, кога ревизорот ќе види дека има прекршување на законите, тој својот ревизорски извештај го испраќа и до јавниот обвинител. Јавниот обвинител решил само во еден случај да поведе постапки, таа е завршена позитивно за функционерот. Добро, Апсолутно. професор, ќе имаме сега едно прашање од Зоки, од Да. Македонија. Извинете што ја прекинувам. Тој вели на кој начин и со кои мерки твоја ќе ги санкционира неодговорните политичари? Може да дојдеме до тоа? Добро, ќе дојдеме до тоа, Зоки. Ќе дојдеме до тоа. Да. Значи, она најстрашното кое што не води сега до тоа е дека од државата побегна висок функционер, осуден и осомничен за сторени кривични дела. И чија одговорност се утврди? На граничната полиција? Не. На јавното обвинителство и судиите кои не обезбедиле соодветни мерки? Не. На министерот и функционерите Министерството за внатрешни работи заради нефункционирање на системот? Не. Што можеме да заклучиме? Дури јавниот обвинител ни напишал ниту еден службеник, ниту помогнал, ниту пак учествувал во организацијата на бегството на осудениот екс-премиер Никола Груевски. Ова пишува. Сваќате, никој не е одговорен од тие што најодговорно тврдат. Јас стекнувам печаток дека прсти вмешале мали зелени марсовци, кои што најверојатно му помогнале на Груевски да побегне од државата. Што велат функционерите кои ќе ги повикаат на одговорност? Ова е многу важно. Викаат, не е моја работа, не е во моја надлежност. Еве сега баш имавме вчера или прекчера здравствениот инспекторат излезе и вика, не е наша надлежност да проверуваме на кој начин се изведуваат партиските собиранки и слично, на кој што може да дојде до ширење на COVID вирусот. И добро, еве јас прифаќам, викаат, не е во моја надлежност. Меѓутоа, она што се заборава, на што дури и Европскиот суд за човекови права ни дава забелешка, е дека државниот орган, кога ќе види дека не е надлежен, треба да каже, тој е тој државниот орган кој што треба да каже кој е надлежен. Не треба граѓаните сега да одат наоколу и да барат, чекај, ако не си ти надлежен, а овој да не, и овој ќе му рече, не сум ја. А ти да не си, не сум ја. Значи, во една демократска држава, во која што влада е правото, таа институција кон која што ќе се обратат граѓаните, доколку не е надлежна, треба да ги упати граѓаните на тој кој што е надлежен, затоа што тие најдобро знаат, тие подобро знаат, тие ги имаат информациите. И се дека не се најди тој кој што е надлежен, мора да биде надлежна институцијата кај која што се обратил граѓанинот. Што слушаме овдека сега? Предходникот е крив. Како добро ќе тргнеше владењето, само предходно беа СДСМ криви, сега се ВМРО криви, имаме кривица и на ДУИ, меѓутоа во секој случај предходникот е крив. И што слушнавме сега додека беа мерките за ковид, борбата со ковид вирусот? Вика, тие другите да беа на наше место, ќе направеа полошо. Значи, ова не е многу добро, еве, признаваме дека имаме проблеми, ама да беше ВМРО, ќе видиш колку страшно ќе беше. Сите сме одговорни е многу страшна флоскула. На тој начин се дисперзира одговорноста и на функционерите, и на граѓаните, и на политичарите, и ние направиме се, кога граѓаните се одлично криви, не чувствувам одговорност и нема да поднесам оставка, многу често го слушаме, не чувствувам вина, па го слушнавме сега и од Катица Јанева, немам влијание и врзани ми се рацете, ми се омилени. Што ќе дојдат на власт, политичарите и високите функционери, одеднаш некој ги врзува рацете. Се до тога што тврделе дека можат да направат, дека се во
не може да се направи затоа што некој таинствен, не знам, некој трол или некоја самовила или некоја ала или некој им ги врзува рацете и не може ништо да направат. Ако партиите ги штитат неодговорните, видовме дека се водат многу минорни случаи со кои што се замаглува се оно што представува граѓанска јавна свест, барање на одговорност. Многу често гледаме апели. Вика, апелираме. Како бре апелираш, ти си на власт, ти ги имаш институциите, ти го имаш системот за казнување, за гонење и слично, а ти апелираш на тоа да поведеш постапки. Многу често со развлекување, со медиумско наместо судско делување, нали, цело време си се повикуваат. Ги повикуваме функционерите на СДСМ вака и вака да направат, ги повикуваме овие од ВМРО вака и вака да направат и партиското договарање и влијание. А и се прашува. Така, Ја би сакал да го запрашам тој од ВМРО, од каде му е Ферари. Не го прашува, ја апси го. Што го праша? Има јавното обвинителство и на кој што би требало да му даде на јавното обвинителство што е можно повеќе податоци. И така дојдовме и до ова, нали, теши излегува и не се изгинува за скандалот со фотографијата и вика, одговорност нема, вика. Ние се извинуваме и вие треба да паднете у несве што сме се извиниле. Што е она што треба да се промени? Значи, мора да постојат закони кои предвидуваат голема одговорност за мали пропуски на политичарите и функционерите. Не на граѓаните, на политичарите и функционерите. Најмал пропуск, најмала грешка, најмало прекршување треба да има голема санкција, голема казна. Не сме да има компромиси и исклучници. Нема оправдување. Нема. Направил грешка, не ме интересира. Не може, значи тоа во светот го гледаме како таа шведска министер слично, вика и употребила службената картичка затоа што незината ја немала, требало да купи пелени за детето. Нема оправдување, вика. Нема исклучоци. Еднаш ако дадеш исклучок, готово си ја отворил вратата на неодговорноста. Многу често викаат и тоа дури и господин Заев ни го кажа кога баравме одговорност за судиите и прочистување на судството. Ни кажа, ако го направиме прочистувањето, ќе останеме можеби без судии. Мислам, да мислете, значи може да се случи или имаме предпоставка дека судиите не можат да го поминат прочистувањето, ама ние сакаме да продолжиме со тие корумпирани судии кои што не знаат и слично, заради тоа што постои опасноста да останеме без суди, па ние како сме без суди, ако такви не се судиите. И треба да се има предвид дека никој не е незаменлив кога има институционално помнење. Институцијата е важна. Институцијата во вид на министерство, управа, предпријатие, општина и слично, а не една единствена личност. Мора да има контролни механизми надвор од оквирот на партиите. Значи, тука се и Уставен суд, и антикорупцијска комисија, и народен правобранител, и комисија за заштита од дискриминација, и инспекторати. Сега во моментов што гледаме, еве, например, во случајот со ректорот на УКИМ, инспекторатот, просветниот инспекторат, ни вика дека ректорот има, како беше стекнато право. Стекнато право, тоа како некој монарх, како некој крал, па со раѓање го стекнал правото, и незапитно што законот се променил и законот вика дека тие промени треба да стапат на сила по 3 месеци од донесувањето на законот, утврдува просветниот инспекторат дека има ректорот стигнато право да биде на функција која што не сме според новиот закон да ја има. Мора да има јасни надлежности и прецизна подолба на работите и мерливи резултати. И она што го спомна и ти, Виктор, граѓани
кои не ја простуваат неодговорноста на функционерите. Мора да се знае дека прво со закон да се забрани најсериозна употреба на изразот најодговорно тврдам. Абе не сме, ниеден политичар не смее да излезе и да рече најодговорно тврдам. И граѓаните да научат дека нема крадење со усуд. Крадење е крадење. Многу често нашите граѓани во својата попустливост викаат, абе, нека крадат, сега добро, знаеме, дошле на такво место, абе, лепливи стануваат, прстите мораат да крадат. Не, со усул нека крадат, нека остават малку и за нас. Еј, до кој дереđe, значи, дошла свеста на нашите луѓе. А што ја превземаат целата одговорност, туку тогаш кога ќе препознаат дека некој ги кради, викаат, крадете ама малку, тепајте не ама малку. Тоа како крадец да влезе во банка и банкаров да се израдува ако му украде само 2000 евра. И барем 500 не земе. Укради, пола еве нека остани за нас. Што е она што твоја би барала? Значи, она што остави и Зоран беше како прашање? Како Зоки МКД, добро вечер, на кој начин и со кои мерки твоја ќе ги санкционира неодговорните политичари? Прво, ова го имаме напишано дури и во програмата и во изборните приоритети. Секој политичар при стапување на должност на место заклетва да чита изјава под морал и кривична одговорност дека нема да лаже, нема да мами, нема да краде, нема да ги злоупотребува граѓаните, нема да ја злоупотребува функцијата, значи изјава си ја подпишува и граѓаните во прв момент при најмала грешка да можат да го повикаат на морална и кривична одговорност. Секоја предвидена во кривичниот закон и во другите закони да биде поголема колку што е повисока функцијата. Кај нас сега е обратно. Ако си на функцијата се гледа низ прсти. Не. Ако некого го фатиме обичен граѓанин да укради, да злоупотреби, да направи нешто било во рамките на своето работење или надвор, доколку тоа го направи политичар, висок функционер, раководител и слично, да му се множи казната по некој индекс, исто како што им се множат платите, така добиваат индекс за одговорност, добиваат некој индекс за поголеми, колку по 6 се множи, по 6 највисоките функционери. Исто така по 6 да се множи и казната која што ќе ја добијат за било кое прекршување на законот. Парламентарците да одговараат и за најмало прекршување на законите. Да, за она што ќе го кажат на говорницата во собранието, не одговараат. Меѓутоа, за секое прекршување не може пред да има имунитет на парламентарец за сообраќаен прекршок, за прекршок на било кој закон или за дури најмало кривично дело. При завршувањето на мандатот, секој функционер мора да даде детален извештај за новата имотна состојба. Не овие ливчиња што ги прават или јас тоа го видов и јас кога бев директор и ги гледам на другите функционери и вика стекнат имот по друг основ. По друг основ. Што значи тој друг основ? Може и крадење да биде друг основ и тоа што си напишал друг основ одеднаш го оправдува, веднаш го прави легитимно тоа што си го стегнал во текот на функционерската должност. Истите принципи за докажување и објаснување на промените во иметот да се применуваат и на партиите. И можеби во таква една ситуација на ваков начин ќе почнеме да функционираме. Добро. Сега ајде да видиме што прашање имаме. Има едно како констатација. 13 милиони евра ја остави од Тони Крстевски, ја остави во долг општината Битола, предходниот градоначалник. Нема одговорност, се заборави. Тоа е повеќе како констатација на кажаното, нема прашање. Сушност, многу е добра констатацијата. Се случи тоа во многу општини. И што направи централната власт?
сите тие општини кои што беа во долгови, кои што недоматински работеле, кои што не можеа дури ни да докажат во своите извештаи каде ги потрошиле парите, беа наградени со тоа што од нашите пари, парите на даночните обврзници, им беше даден поклон и им беше кажано и друг пат вие така си работите и ќе добиете пари од централната власт за да ги покриете толковите. И никој не одговараше, апсолутно никој. Па дури во периодот кога доби од централната власт струшкиот градоначалник, тој си купи најлуксузен автомобил и пред сите кажа дека па не може вајда градоначалник со некоја Шкода да се вози, треба да биде во Мерцедес, така не го личи. Да. Да, следно прашање е малце, не е во врска со темата, но е малце провокативно. Што мислите за Deep State? Како ќе се справите со нивните влијани и притисоци? Deep State најверојатно се мисли на опонентите на Трамп или во американската политика, каде што тие прават револуции, војни, борби, што се не прават според конспираторите, но најверојатно за тие мисли. Ја мислам дека многу често сакаме да оправдаме она што не го правиме или нашето неделување или несправувањето со елементарни работи, со барање на некои странични влијанија, на некои теории на заговор и слично. Многу добро така се замачкуваат работите и потомно тоа во крајна линија доведува до неодговорност, односно не сум јас одговорен, значи јас се сум направил, ама некој од страна ми подметнува, некој од страна ме мрази, како беше она со наставниците, учениците, река наставникот ме мрази и заради тоа имам ја лоша оценка. Не заради тоа што ја не сум учел или не сум знаел да се изразам или на бил кој друг начин, туку, иначе јас сум цукар. Затоа имаме сега бидејќи наставниците престанаа да ги мразат учениците, сега имаме само ученици со петки и не знаеме како да ги запишеме во средно. Добро. Светлана Томич-Дуковска, дали би се зголемила одговорноста на функционерите ако се воведе задолжителен тест за интегритет пред стапување на должност? Тоа пробаа такви тестови за судиите. Меѓутоа, нели, секој тест, исто, ова многу ми е слично како со АКМИ системот и викаат ние имаме таков систем и се не во компјутерите и сето тоа и не може да има злоупотреба. Не е точно и Виктор мислам дека како некој кој што работи со такви системи и слично може многу добро да знае. Значи, вредноста на еден таков систем, вредноста на секоја алатка зависи од она што ќе го внесиме во системот, она што ќе го внесиме во алатката. Во моментов, тие кои што ги изработуваат тестовите за интегритет, тие кои што се задолжени за смислување на прашањата, за определување на параметрите и слично, се исто така под влијание на политичките партии, односно и кај нив е воспоставен тој систем на клиентелито, односно ќе го добие таквиот проект. Испитувањето на интегритетот, тој кој што е најблизок до партијата. Значи, во моментов нам ни е потребно прво да воспоставиме некако независни институции кои што ќе бидат одделени од партиите, за да можеме потоа да ги примениме сите тие и тестови на интегритет, и етички кодекси, и морални кодекси. Не си имаме така. Да. Како партија сега отидовме и подпишавме кодекс дека нема да го прекршиме изборниот законник, дека фер ќе настапуваме и слично. Тоа го подпиша и СДСМ и ВМРО и ТУИ, па еве ги и СДСМ и ВМРО и ТУИ се веќе во предизборни активности и покрај тоа што кампањата се уште не почнала. Значи... И ние како партија ќе бидеме едни од првите што ќе го имплементира GDPR, законот од Европска Унија за заштита на датата, и на тоа работи
еден експерт од твоја партија, Горан Митевски. Тој веќе има и документи. Тој документ, тој закон е многу важен за ако еден ден Македонија влезе во Европска унија, да може легално да тргува со компании од Европска унија и со компании од Европска унија. Иначе без тие стандарди ние не можеме легално да тргуваме со нив. Ние немаме никаква протекција на дата за луѓето на било кој сайт. Така многу е важно, значи, да се применат такви технолошки иновации во се она што представува и испитување на кариерното напредување и запослување и ставување на основите за одговорност и слично. Меѓутоа, тој кој што ги прави тие параметри, тој кој што ги става тие параметри, мора да биде независен, односно надвор од она што представува партиско влијание. Во спротивност ќе дојдеме до ситуација се да биде според законот и автоматски да е невозможно да се утврди одговорност заради тоа што некој си го направил законот по мерка да не може да се утврди таква одговорност. Па такви имавме многу интересни работи со запослувањето во Министерството за внатрешни работи. Не успеа да се запослат млади луѓе кои што имаа завршено факултет за безбедност и тоа со многу високи оценки, со многу висок процент и слично, меѓутоа затоа успеа да влезат една фризерка, еден учител со педагошки факултет и двајца теолози. Тоа многу ми се свиѓаше, мислам, влезот на теолозите може би има некаква логика која што ја не можам да ја разберам, меѓутоа тие и викаат по закон се влезени. Мислам, не е спротивно на законот, затоа што тие си смислиле, си ги направиле тие параметри да одговараат на тие луѓе кои што сакаат да си ги запослат. И таа е таа скриена неодговорност. Значи, имаме многу отворена неодговорност, но отворено кршење на законите, кога ич не им е гаѓа дека ги кршат законите и слично, и имаме ваква посуптилна неодговорност, кога ќе видат дека може да ги фати некој или нешто како да им споруваат и ќе земат преку ноќ, ќе си го сменат законот или ќе ги сменат правилата и одеднаш се е според закон и затоа се намножија тие легалистите кај нас. Да, сега има уште една констатација за претходниот муабет. Судиите се највиновни. Тоа е исто од Тони Крстевски. Тој мисли дека судиите се највиновни за целата ситуација со неказнувањето, но тоа е широка тема. Професорката најчесто објасни дека без малку сите сме виновни, дури и граѓаните. Не сите. Не, граѓаните се најмалку виновни, а да се согласувам со Тони дека она од каде што требаше да се почни и што на известен начин беше навестено при промената на власта, тоа беше реформа на судството, заради тоа што ни е потребен независен судски систем кој што ќе може да води случаи против високи функционери, политичари и ето тоа. И тука уште во првиот месец кога започна работата на реформата, се покажа дека тие кои што дошле на власт всушност не сакаат сега баш вистинска реформа, туку направат нешто што ќе личи на реформа, нешто што ќе има изглед на реформа, ама ќе биде колача од кал. И тоа колача од кал ние со задоволство ќе го изедиме. Со се гри. Сега има неколку констатации и преписки. Например, едната е јас лично, само бендисана една, тоа е за вас. Но има веднаш одговор од Марија Костовска, каква длабока анализа на дискусијава. Ај не сметај. На истиот човек. Само бендисана, ама делува. Да, ја би сакала да одговорам на тоа јас лично. Значи, тоа имам јас една пријателка, психолог, Виолета Петровска Бешка, која што се обидува
веќе подолго време сите млади луѓе, а заедно со тие младите се вклопив и јас во учење на јас изразување. Не некој друг. Не е некој друг за ова одговорен, јас сум одговорна. Не го мисли ова некој друг, како што сите велат, јас велам. Како што сите мислат, јас мислам. Значи, тоа јас зборување е многу малку присутно во суштина меѓу граѓаните во Македонија и на тој начин се разблажува, се разводнува сушност и одговорноста заради тоа што никој не тргнува од себе си, туку тргнува од некој колективитет, од некоја заостаната колективна одговорност и слично во која што се заташкува она личното. Да ви кажам, имам дури искуство со тоа, со комисии кои што како колективно тело ти одговараат. И ти вика, комисијата представувана од председателот донесе решение дека ти се одбива ова и ова барање. И така, известно време се занимавав со една таква комисија за денационализација, додека не ми прескисна и не решив кривично да ги гонам секој посебно член на таа комисија. Значи, по име и презиме, заради неспроведување на законот, заради злоупотреба на должноста и слично. Значи, кога се појавија и мораат да се појават пред суд секој поединечно, не им седно, не им беше пријатно, кому му е пријатно да се појави како тужен во кривична постапка. И во тој момент одеднаш почна да се менува и постапувањето на целата комисија, затоа што сватија дека не се комисија, туку се Перо и Митра и Перса и слично по име и презиме одговорни за она што го направиле. Благодарам. Сега има на широкото објаснување на јас лично. Сега има една исто така една констатација. Одлична идеја е индексот. Пропорционално со позицијата, тоа за тоа што вие зборевте за колку е повисока позицијата, толку да биде повисока и казната и одговорноста. Сега има... Да, твоја партија дефинитивно тоа го исфрли како една од првите идеи. Билјана Волчевска вика, институциите се слаби да ги препознаат и санкционираат повредите на законот. Неодговорни функционери ги водат граѓани. Ги водат. Граѓаните се дел апатични, дел партизирани и купени. Повторно доаѓаме до тоа дека мора да се зајакне свест, да биде силен притисокот, организирање граѓанско движење, лобирање и протест на граѓаните против корупцијата. Мислам дека дел од ова ќе биде зафатен во наредната тема за која што ќе се зборува со друг член на твоја партија, а тоа е професионалноста. Меѓутоа, многу е важно да се свати дека одговорноста е навистина поврзана и со она што представува делување на институциите. Во моментот кај нас институциите делуваат со еден човек, со два, тројца луѓе, да речеме едно министерство, не ги користи сите капацитети на сите луѓе кои што се наоѓаат во него. Така што не би рекла јас дека немаме способни луѓе. Едноставно, тоа е исто како кога имаш многу добар компјутер со сите перформанси, со многу добра програма, а ти го користиш само како машина за куцање. Значи, не е работа машинеријата, ти не го користиш како што треба тоа што го имаш. Мислам, основната одговорност на политичарите кај нас, основната одговорност на високите функционери треба да се состои токму во тоа, во неискупувањето на капацитетите со кои што располага оваа држава. Значи, на една страна е крадењето, лажењето, мамењето, кое што треба да се санкционира. Меѓутоа, и тогаш кога не крадат, лажат и мамат, тие не знаат што да прават со институциите. Не ги користат институциите и заради тоа државата трпи во нејзиниот развој. Значи, нам ни требаат
такви одговорни политичари кои што ќе можат да ги искористат алатките кои што им стојат на располагање, во кои што има паметни луѓе, во кои што има луѓе со искуство, со знаење и со соодветни вештини. Сега Марија Димова Ѓуровска прашува ќе се најде ли маж да им стави крај на здисаните институции, функционери и олигарси во оваквото однесување. Од каде да се почна и до каде назад во времето би се враќале, за да може да се постави ред, за да не се дрзне некој во иднина да се однесува неодговорно. Значи, ќе има ли ревизија доколку твоја има можност да биде дел од владата или состави влада? Дали ние како политичка партија ќе бараме ревизија на претходните криминали и колку наназад години? Значи, јас сум против тоа маж да бараме, јас сум за жена. Значи, мажите до сега покажа. Ги видов. Значи, работата е дека она со што тргнува твоја, мислам дека дава една своевидна гаранција. Прво, заради тоа што нема багаж, влегува во се она што би представувало владеачка структура и слично, без да подвашки, и може би тоа е најголемата предност на твоја, да може застане зад принципите. Во моментот кога ќе застанеш зад принципите, градиш систем. Систем од правила, критериуми и процедури. Еднаш кога ќе ги поставиш правилата, критериумите и процедурите, многу лесно е да ги просееш сите неодговорности, сите несоодветни работења на било која структура, па и на она која што во моментот ќе биде доминантно владеачка. Јас лично не сум кој што сметаат дека треба премногу наназад да се враќа. Имаме многу грешки направено, имаме многу пропусти направено и дефинитивно тие работи се рефлектираат и она што денеска се случува. Сум се оди на да не се дава шанса на политичарите кои што имаат каква грешка направено во минатото. Меѓутоа, не сум враќање на процедурите, на процесите наназад и историјата. Значи, прво да се направат процесите, да се одредат делувањата. Процедури и критериуми. И после тоа, кој не ги следи тие процеси и правила, тогаш ќе не санкционира. Добро, Виолета Костадинова, долгорочно мислам дека би било добро меѓу другото да се формира пандан на француската École Nationale d'Administration или администратион на француски најверојатно, како обавезна едукација за секој кој што претендира да се бави со политика или на раководно место во државна администрација. Претходно високо образование се подразбира. Агенцијата за администрација на почетокот беше замислена како нешто такво. Значи, посебно тело низ кое што ќе проаѓаат администраторите, кои што ќе овозможи формирање на институции во кои што администрацијата ќе си ја врши својата работа најпрофесионално, а политичкиот ќе биде оној кој што ќе го дава само посебниот тек, односно посебната насока согласно она што представува политичка идеологија. Кај нас, бидејќи партиите немаат политичка идеологија, партиите воопшто не се разликуваат по методите на работење, освен во имињата. Ова автоматски се претвори во непотребен товар и таа агенција за администрација остана на многу ниско ниво. Во некои држави имаат многу интересен принцип на градење на политичарите, кои што почнуваат да се развиваат од најниско ниво. Да речеме, прво политичарот работи во местна заедница, па потоа во општина, а потоа се издига на повисоко ниво, за да може да го свати апаратот, за да може да ги свати начините на работење и дури од кога ќе стекне одредено искуство и вештини, тогаш може да се издигне на повисоко функционерско место.
Кај нас отидовме по линијата на политичари кои што им е прво запослување премиер, министер или директор на некое јавно предпријатие. Самото тоа веќе ја дезавуира и самата идеја за одговорност, бидејќи тие ништо и не научиле, на кој начин функционира системот, за да можат да бидат одговорни за нефункционирањето кое што самите го предизвикуваат. Добро, Антонио Панев прашува дали и образованието креира неодговорни луѓе. Дефинитивно, меѓутоа јас не сум едно од тие кои што сметаат дека децата прво треба да се научат на одговорност, па после на права, туку сум од оние кои што сметаат дека децата од најмала возраст треба да ги учиме на нивните права, а пандан на секое право, опачина на секое право е одговорноста. Меѓутоа, најголем проблем во образованието е хипокризијата на наставниот кадар. Тоа како нашиве политичари се наставниците, едно зборат, друго прават. Тоа го видов во моето работење во образованието и слично, кога наставникот доаѓа и одредени вредности им ги кажува на учениците на класот, ги на час ги научи, ги бара од нив да ги повторат и слично, штом ќе излези од ученицата, престануваат да постојат тие и учениците можат да видат во секоја негова постапка спротивно делување од она што го зборел. Не може такво образование да изградиме одговорни ученици. Вториот елемент, самите наставници не си ги знаат своите права, не се спремни да се борат за своите права, голем дел од нив се дел од она што представува клиентелистичко партиски естаблишмент, кој што дошол на одредено работно место без да ги исполнува условите и автоматски мора да се држи, да се крепчи за партијата која што го донесла на местото незаслужено, затоа што знае дека воопшто не смее да биде таму. Во таква ситуација не може да градиме ученици кои што ќе бидат одговорни граѓани во едно демократско општество. Ви благодарам многу, професор Кенајческа. Беше огромно задоволство да се разговара со вас и да се слуша. Јас би можела да слушам уште 3 сата. За останатите што не успеа професорката Најческа да одговори, ние ќе направиме уште еден подкаст во четврток во 20 часот и сите прашања што се поставени, а не се одговорени, ќе бидат одговорени. Ви благодарам многу што не гледате, ви благодарам професор Кенајческа и пријатна вечер. Се не јубаво.